Инспирирани од вас, нашите гледачи, и од вашите коментари по повод последната емисија на YouTube канал Дургутов околу заминувањето на Милевски и назначувањето на нов селектор кој што ќе не води во баражот против Данска за предстојното светско првенство. На почетокот веднаш да бидеме на чисто, ви благодариме што коментирате, ви благодариме за конструктивните забелешки, ви благодариме за сета она поддршка, па и тогаш кога не се сложуваме, што ни ја давате. Но исто така едно потенцирање до сите оние што не гледаат и што си дозволуваат да коментираат со вулгарности, непристојно, да знаете дека ќе бидете веднаш блокирани. Можете да бидете тука на нашиот канал, на Facebook профилот на Мијалче Дургутов, да коментирате, но морате да повнимавате на зборовите кои што ги употребувате. Во спротивно, одите на блок. Да се додадам на кусо, нити јас, нити ти како личности, нити како тим, нити неделниот спортски магазин Скок, уште помалку продукција Скок имуна на критики, на грешки, на она што се вели позитивна критика и корекција на нештата, доколку сметаме дека е така, меѓутоа навредување, вулгарности никогаш не биле дел од мојата 35 годишна кариера, да кажам, или занимавање со оваа работа, уште помалку на тебе, со сите наши карактеристики. Така да, продолжуваме и понатаму со вас. Тука сме на истата и на слични теми, и со критики, и со несложување на нештата, но сето тоа да биде коректно и во рамките на културното и достоинствено однесување кога е во прашање спортот во Македонија. Така е, Дургутов. Евене со уште една емисија, очигледно дека Благоја Милевски предизвикува интерес во јавноста и очигледно дека сите сакаме нешто да кажеме, сите сакаме нешто да споделиме, дали некој го поддржува, дали некој не. Насловот на нашата вечерашна емисија е инспириран токму од оние коментари кои што ги имаме добиено, каде што луѓето велат зошто го омразиме Милевски. Па еве нова емисија на тема зошто го мразиме Милевски. И не само упатени кон нас, понекогаш ги разбираме коментарите на социјалните мрежи и на YouTube каналот и во приватните пораки дека се насочени кон другите кои се вклучуваат во коментарите. Така е. Значи, доаѓаме до сознание дека нашиот селектор Благоја Боби Милевски е селектор кој наидува на, би рекол, и жестока критика во однос на посебно последниот пораз против Велс и сето она кое го пропуштивме низ квалификациите. И за мене, со целото моје искуство, тоа е многу нормално ако не се поминуваат границите на тенденциозноста, границите на вулгарноста или границите на она што некој мисли дека може да си го дозволи. Така е. Зошто го мразиме Милевски во продолжение после джинголот? Ставот на продукција Скок и на нас двајцата како дел од екипата на YouTube канал Дургутов беше недвосмислен уште таму некаде во февруари кога почнуваа квалификациите и она прво гостување против Лихтенштеин во Бадус. Така продолжи се до последниот надпревар овој против Велс во Кардиф. Но дали и каков беше ставот на селекторот Благоја Милевски, оној за кој што велите дека го омразиме и затоа вакви анализи правиме, можете да го споделите со нас и да го видите нашиот став зашто е таков после овие работи што ќе ги видиме. Ова е на мини анализа која ви ја нудиме вам да ја погледнете, па да продолжиме со она што остана за нас ако ја го испуштивме и да се надоврзаме за она што престои пред нас, а тоа е баражот против Данска. Секако дека сме дојдени тука да и се спремаме максимално за утрешниот надпревар, секако дека би било и како добро да истартуваме овие квалификации со победа и со продолжување на таа серија што веќе е седми надпревар поред. Но јас секогаш кажувам дека нема фаворит и стварно го мислам тоа и најбитно што е само да земеме 3 бода. Продукција Скок подготви на емисија насловена фудбалски кога би се пласирала македонската фудбалска репрезентација на едно светско првенство ако не сега, ако не искористува шанса. Насловот на оваа емисија кога ако не сега е единствено со причина за тоа што продукција Скок силно верува
дека оваа репрезентација има голема шанса да дојде до баражот што ќе не води на тоа толку посакувано историско светско првенство. Ја само ви потенцирал, македонската фудбалска репрезентација има 3 начини да се пласира на светското првенство 2026 година. Тоа е да бидеме први во група, да бидеме втори во групата и директно да обезбедиме бараж, и третиот начин да влеземе како една од прво пласираните репрезентации во Лигата на нациите во тој толку посакуван бараж, а за тоа имаме исклучителни шанси и реални шанси да го играме тој бараж. Тој ќе биде понатаму е многу тешко и неизвестно во овој момент да се каже, меѓутоа баражот е за пред нас. Распоредот е идеален. Сакам да го објаснам тоа на гледачите и да најавам нашата специјална емисија кога, ако не сега, на Мундијал. Ќе анализираме до детал зашто така мислам. Многу е важно. Значи, со фаворитите играме дома. Ние секогаш со фаворитите прво сме играле надвор. У принцип, Англија, Франција, Италија, не знам кој, па и Белгија, надвор е тешко да изненадиш, иако сме го правеле тоа, и стартуваме со 0 бодови. Сега сме во спротивна ситуација, пред да кажам за фудбалерите. Реално Лихтенштеин носиме 3 бода, играме дома со Велс и со Белгија. Не сакам да кажам ништо, тоа е предност. Самата жепка е предност. Самото тоа што играме дома е предност. Со двете Значи, фаворити. тоа ни се насочува покрај изборот на репрезентациите што ни се падна и ждепката ни е на својата. Апсолутно, сум присуствувал, сме збореле. Не е исто да гостуваш на Велс и на Белгија, па после да ти дојдат во Скопје или да ти дојдат прво во Скопје. Не е исто. Не е исто, тоа е многу различно. Па знаеш со 9 бода кај ќе бидеме ние? После 3 на Добро, така е. Ај сега како да ги освоиме 9 така, бода? за тоа зборуваме. Како да ги освоиме 9 бода? Ако настапуваш позитивно, твојата позитива што ти веруваш. Луѓето викаат, бе Другутов, многу си оптимист, многу си оптимист. По ова што го зборуваме, има можност за реален оптимизам. Апсолутно има можност. Само еден лайф мотив за раководството на Фудбалската федерација, за спортскиот директориум, за фудбалерите и за сите кои навиваат за репрезентацијата. Можете да замислите колку македонци има во Онтарио во Канада, колку македонци има во Њу Џерси, во Бостон, колку македонци има и на другата страна на Атлантикот во Лос Анџелес. Македонија ќе игра во еден од овие градовите 1, 2, 3 надпревари која ќе се пласира на Мундијал. Така. Дај Боже. Тоа е сон. Зборуваме за Зоран Поповски, Зоки Поповски, спортски новинар, професионалец, правеше интервју со мене во Неделникот Република. После моето враќање од Бразил, мислам беше. Тоа е 10 и кусур години. Добро. Меѓу другите прашања, ме прашува Милчо, дали Македонија некогаш ќе игра на европско првенство? Јас му кажав дека Македонија ќе игра на европско првенство. Стои интервјуто, ако не верувате ќе ви го објавим. Сега ме прашувате дали Македонија ќе игра на светско првенство. Па ја ви кажувам, Горан Пандев за тоа се врати. Длабоко сум убеден дека реални шанси имаме и дека реално ќе се бориме и ќе останеме во трка до последното коло. Секогаш во вакви квалификациони надпревари, кога желбата е енормно голема, среќата е неминовен фактор да се победи Белгија и Велс во Скопје. Ние веќе почнавме со подготовка за Велс и мислам дека ќе имаме и се радам дека ќе имаме полн стадион. Секако дека ќе биде мотив плюс за нас. Велс за квалитетот на една репутација која е реден учесник веќе и на европски и на светски првенства не треба да се говори, но мене ме фасцинираше квалитетот нивни како тим и мислам дека можеби најтешкиот надпревар очекува нашата. Македонија има сила да се бори и да го победи Велс. Дека прими 100 лет 2 да даеме ние 3. Ние можеме 3 да дадеме. Значи, зошто на Велс не да можеме 3 веруваме да малку во себе и јас некако чувствувам кај сите што се околу фудбалот, со кој што ние комуницираме секојдневно, да речам, како да луѓето се плашат да кажат ма одиме да го победиме Велс. Не бе, зошто да се плашиме? Од одговорност деме како загубиме, после ние сме кажале вака. Па дај да ги тргнеме тие комплекси на страна. Луѓето ќе коментираат оние душегризници кои што после тоа ќе наоѓаат, ти кажа вака.
Дајте да идеме да го победиме Велс. Зошто да се срамиме да речеме сакаме да го победиме Велс? Можеме ли? Па дај да направиме се за да можеме. Да направиме се. Фудбалот е игра едно од најнепредвидливите кога се во прашање спортските игри и многу пати тоа сум го апострофирал, сега ќе бидам многу краток. Многу е тешко во тенисот, во шахот, во одбојката, ајде и во пливањето, да не речам, да има изненадување. Што значи изненадување? Не може. Фудбалот е таква игра, дури ни во кошарката не може подобриот да изгуби од послабиот. Се сложувам, да. Во фудбалот, самата динамика, самата игра, самите елементи Ама ние на имаме фудбалската примери игра, за тоа, вистински примери. и амбиентот овозможува, условно кажано, помалиот да го победи поголемиот. Каде што еден од навивачите вели, не знам дали имам пропуштена надпревар на ракометната репрезентација на Македонија во последните 30 години, нели како континуитет ракометот е почесто присатен на овие големи надпреварувања. Но вели, ќе се откажам од сите надпревари во ракомет, од се што сум го доживеал како убавина и емоција, ракометот што ми го дал кога сум го следал, само за еднаш да можам да одам и да ја гледам Македонија на светско првенство. Обидувајќи се и размислувајќи во контекст на оние коментари каде што велите дека имаме негативен став кон селекторот Благоја Милевски, се навраќав наназад и барав во нашите материјали од пресконференциите, да бидам искрена, барав и на другите места, барав и на официјалната страница на Федерацијата, каде што имало пресконференции во минатото, значи зборувам во подалечното минато, не во овие квалификации, каде што Благоја Милевски излегол насмеан, излегол позитивен и излегол со реченица на овој надпревар одиме да победиме. Јас такво нешто не најдов и тука почнува нашиот став дека Милевски не може да продолжи да води фудбалската репрезентација на Македонија. Многу е дискутабилно и многу е проблематично кога пред било кој дуел, дали е толку решавачки како тој против Белгија во Гент или против Велс во Кардиф или дома против Казахстан, повеќе да се занимавате со противникот и да одавате признание на неговите резултати, не знам, пласманот на ранг листата или учествата на светски и европски првенства, а при тоа да се прават и одредени пропусти кои секој може да ги направи, отколку да се занимавате со покренување на оптимизмот кај нас, во нашата јавност, да се крене духот и мотивот на фудбалерите, што е, да речеме, работа на психолозите во другите спортови, во другите репрезентации каде што сме го имале тоа. Единствено, Абсолютно. барем мене или нас, што ни остана во одлабок впечаток и многу искрено го поздравивме тоа изјавата на Барди, на капитенот на македонската репрезентација, пред или по надпреварот против Лихтенштеин во Вадоц, ирелевантно кога рече ајде одиме на овие 3 бода против Лихтенштеин, ќе ги освоиме и со Божја помош би сакале да го победиме Велс во Скопје. Така е. И Столе Димитриевски имаше слична изјава пред надпреварот со Казахстан дека одиме да победиме и ете не се случи, па фала Богу Столе е жив и здрав, никој не му ја одсече главата заради дадената изјава и верувањето дека одиме и можеме да победиме. Тука се вртиме во круг. И тука е вашето погрешно мислење дека ние имаме нешто апсолутно против Благоја Милевски. Не. Тоа што јас сакам да го споделам. Тука треба да се разграничи, се извинувам, треба да се разграничи Благоја Боби Милевски како личност, како интелектуалец, образована личност, како поранешен фудбалер, како тренер на многу екипи и не знам како родител. И како селектор на младинската репрезентација до 21. Тоа е едната слика. Ние зборуваме за квалификационен циклус на А репрезентација, каде што се отвара можноста, каде што сите ја гледаме и мерисаме шансата за пласман на светско првенство, каде што тој, да не кажам проклет Велс, не сакам да ги проколнувам фудбалерите на Велс, се пласира на светското првенство во Катар, каде што бе присутен после таму 64 години. А ние ја имаме шансата пред нас, имаме полна жрепка и имаме добар состав, не викам идеален состав. И сето тоа не сакаме да го видиме, не го гледаме, одиме со дефанзивен гард, одиме со спласната атмосфера, со пресконференција од некои 7 минути, со изјави ќе се трудиме. Тука изостанува психологијата. Значи, вака,
како професор по физичка култура веќе 30 години како имам дипломирано на тој факултет, каде што повеќето од професорите веќе покојни нормално, нели Тебе што ти предава? мене што ми предава, се сеќавам на професор Таки Керамичиевски, психологија ни предаваше. Димитар Таки Керемичиев. Така, Керамичиевски беше дел од одбојкарската репрезентација на Македонија уште во времето кога исто така покојниот Митко Циев беше селектор и сегашниот Јошко Миленковски беше дел од тимот и Помошник уште е на Циев, помошник. Да бидам кратка, што сакам да кажам? Ако поаѓаме во било кој надпревар, во било кој спорт, со тоа дека тие се многу силни, тие се фаворити, тие ги имаат тие чинат толку и толку пари, тие може да ја купат целата наша држава, а не па фудбалска репрезентација. Тогаш да не играме ние спорт. Да немаме спорт, да не играме, нека се укине спортот во државата. Не само да играме, да не се надпреваруваме, да се надобрзам. Еден Шабан Трстена. Така е. Што му кажувал тренерот на Шабан Трстена кога се борил за олимпиското злато? Ајде пробај да го победиш овој што ќе се Или биде надпреваруваш. конкурентен во двете рунди. Ајде да бидеме Шабан, биди конкурентен со човекот. Абе, тука сме на тоа место кога е Благоја Милевски во прашање. И тука е насочена критиката, не е насочена ништо лично. И сега за ова што ни престои против Данска е истата приказна. И не е само Благоја Милевски, тој непозитивниот и тој што не верува. Многу околу Благоја Милевски, многу во нас како публика не верувате. Не веруваа дека може Велс да падне во Скопје. Не верувавте дека со Белгија во Гент можеме да извадиме поволен резултат, а беше поволен 1-1, ама требаше тие двата претходно да бидат во Скопје победени. 0:0. Додека ние не си го тргнеме тоа од главата, дека има посилни, дека има подобри, додека ние не ја наметнеме позитивната атмосфера во и околу репрезентацијата, ние ќе си клацкаме во место. Затоа е ставот дека Боби Милевски ја заврши приказката во оваа репрезентација на Македонија. А не дека некој нешто има лично или дека имаме некој личен антагонизам или не знам што да кажам. И ќе повторам, како папагал, тавтологинче сум, го знам и го познавам Боби Милевски 30 и кусур години. Нема тука ништо лично и ако некој не може да свати што значи јавна личност, да се бори со притисокот на јавната личност, да ја прифати критиката, дури некој пат и кога не е издржана. Еве нека биде и тенденциозна. Па мислите дека поранешните селектори или другите чинители во другите спортови немале тенденциозен притисок и критики? Како не? Во ракометот Кирил Лазаров. Секаде и секогаш имало. Ми текна. Па, селекторското столче е жешко. Селекторското столче е жешко. Не, јавната функција. Јавната функција, така е. Значи ние како продукција Скок, како некој што споделува јавно мислење, внимаваме да не навредиме, внимаваме во дадени моменти да бидеме конструктивни и позитивни, иако по оставањето на Боби Милевски за селектор од како дојде новото раководство на ФФМ, дали ние го променивме ставот? А претходно имавме став дека Милевски и точно заради ова треба да се оди во паке со метни средини, така значи не беше. Значи се прилагодивме ли на ситуацијата во интерес на репрезентацијата? Па кога Боби Милевски, ајде пишете ни во коментар, кога Боби Милевски излезе и ја понесе македонската јавност, ги понесе фудбалерите јавно да слушнеме ние сите дека ќе одиме да победиме. И уште нешто, и не само Боби Милевски. Да не излезе дека маваме само по еден човек. Конкретно емисијата не е за него. Има екипа околу него која е должна да му посочи дека можеби е потребен психолог на репрезентацијата. Кој е проблемот? Кој е проблемот? Зошто има стручен штаб од 7-8 луѓе? Зошто има поддршка од Фудбалската федерација по разни основи? Ајде сега извини другото. Помал дел од таа критика и вина оди во тој дел, не е само кон Милевски. Сакам како мала дигресија, но се однесува на темава. Ќе го споменам Александар Васовски Тетовче. Сега ќе се чудиш зошто. Да? Значи Васовски доаѓа во фудбалскиот клуб Вардар, кога Вардар нема леп да јаде, кога во Вардар нема банка, кога Вардар нема каде да тренира, кај да се инструишираат фудбалерите, кога Вардар е готово срозан на земјата. Кратка сум. Доаѓа Тетовче, сваќаш ли зашто зборувам? Та разбира, па јас бев... Доаѓа Васовски и Васовски им наметнува на децата, тука бевме до него, го гледаме, им наметнува на децата дека можат и дека ќе победат. Дозволи ми да те дополнам, мислам дека примерот е добар за да не разбере публиката
за ништо друго, да играш 12 месеци без плата, да имаш веде раководство во комитите, да слета Васовски од аеродром од Германија, да го пречекам и за ден-два да го води Вардар против Силекс. И во таа ситуација, кога лично јас бев портпарол на Вардар, прифатив поканата на комитите за да помогнам да добија таа лиценца, без денар надомест. Сакав да речем, пошто ти пишуваат за колку пари. Не е тоа темата, да зборувам и оние кои мислат дека јас сум со Вардар од 3 години се небулозни во своите размислувања, не е тоа темата. Идејата е, доаѓа Ѓоко Хаџиевски, доаѓа Александар Васовски, Така. тука е Милорад Миленковски Мики, тука е Мачка и Колев како... И сите комити позади нив. И Мијалче Доргутов како потпорол на Вардар. Па ние бе луѓе се боревме и го направивме Вардар дека е најсилен во тој момент. А Вардар беше најслаб. Најслаб? Ама Што Вардар требаше? обстана. Што Ама требаше? Вардар обстана, Вардар победуваше. Па игравме у маџери у кал до колена. Ете, тоа е тоа што недостасува како дел од карактерната особина или како дел од психолошкиот момент кај Благоја Милевски. И затоа треба да не остане во дуелите против Данска и против победникот против Република Ирска и кој беше таму сега. Па сега вака, Значи... ако Благоја Милевски, ако Благоја Милевски по завршување на надпреварот од со Лихтенштеин каде што победуваме, имајќи пресконференција, официјална пресконференција, дава изјава непосредно пред надпреварот против Велс на градски стадион, дека Велс е репрезентација, тоа го видовте, го слушнавте на инсертите и моментите што ги дававме, дека Велс е репрезентација која што е редовно на големите европски и светски надпреварувања, а Велс меѓу другото на светско првенство нема отидено од од 58 година до 2022 година не учествуваше на светско првенство во кап. И сега нашиот селектор... И на европско првенство учествуваше 2016 и 2020 кога ние игравме, па и ние игравме. И 2024 не играше Велс на европско првенство. И сега во пресрет на надпреварот Милевски не вика ова е репрезентација против која што можеме да се носиме. И верувам дека може да победим. Милевски сака да остане конкурентен до крај. Ве молам. А сега да кажеме Данска што има освоено? Апропо? Само уште ова за Милевски да завршам и памти си ја думата. А кога постојано потенцирате кои се фудбалерите со кои што Боби Милевски ги имал на располагање во овие квалификации, немој да заборавате дека ниту јас, ниту Дургутов, ниту некој од страна му го правеше составот на Милевски. Милевски е тој што си ги одбрал фудбалерите и доста веќе со тоа со овие играчи максимум извадил. Дали морале да бидат овие играчи? Не може ли други играчи да се дадат што ќе бидат што ќе прикажат повеќе? Значи сам си ги бирал фудбалерите и затоа немојте со небулоза со овие играчи толку. Тие играчи он си ги одбрал. Извини, повели за Данска сакаше. Идејата, тезата на нашава емисија е во она што било го проанализиравме и ајде останува како анализа ако може да помогне за она што ни доаѓа. Нашата борба продолжува во оваа насока за дуелот против Данска, да го пречекаме победникот од Чешка Република Ирска, да одиме до крај со исправени глави на овие борби. Да не подклекнуваме и и дури јавноста да подклекнува дека не знам кој не се пласирал, па зошто ние мораме и можеме, не знам, таа федерација имала толков буџет, па нивните фудбалери играле не знам каде. Така е. Луѓе, сватете на работа. Во тој контекст на македонската фудбалска репрезентација, во овој момент, кога се уште имаме шанси да одиме на светско првенство, сега или никогаш, зборувавме во март. Во март продукција Скок кажа дека ќе играме бараж за пласман на светско првенство како прави во Лига на нации. Беше утопија, илузија ако тоа не го знаеше некој дека Англија, Франција, Португалија, Холандија, Германија, не знам, и другите не може да бидат први или втори во своите групи. Па трета ли ќе биде Германија или Италија или не знам Холандија во квалификационата група за да не се пласира Македонија преку баражот. Како ние се подготвивме за тоа? Никако, извинете. Никако. И сега на престојниот бараж против Данска составот што го има Благоја Милевски сите овие години. Нема никогаш да се пласираме. Не бе дека не играме. Затоа што Данска за разлика од Велс е на вистина редовен учесник на сите европски првенства, редовен учесник на светски првенства, ајде тогаш да не играме. Еве само како бројки. Данска има 8 настапи на европски првенства. 1992 година е европски првак кога влезе без да игра квалификации
и на Европското првенство во Шведска, кога тогашната Југославија беше елиминирана, буквално изфрлена од тоа Европско првенство ради санкциите на Европската унија и на Европската куќа на фудбалот УЕФА, се вратија нашите со Станојковиќ, со Панчев и Најдовски од Шведска во Македонија. Данска играше на тоа Европско првенство и стана првак. Има 8 настапи на Европско првенство, да не се должам, и 5 настапи на Светско првенство. Па ајде да не играме. Апропо ова, да се предадеме Да се однапред. предадеме однапред. Па така излегува. Па зошто Ако да играме? ние за Велс- Данците се супер силна Што репрезентација. ќе правиме ние против нив? Што да правиме против данците? Ајде да не играме. Да не трошиме и пари, да не играме. Така да не, е, ве молам, немојте и немате право да ни го земате правото наше за нашата репрезентација да веруваме дека можеме да победиме против секого и секаде. Не ви дозволуваме да ни го земете тоа право. Кога ќе заврши на преварот, тогаш е завршен. Значи крај, тука веќе немојте ни да се обидувате кај мене ниту кај Другутов дека данците ќе не здробат. Се обидуваа и моите колеги новинари лично на мене, а ти си го слушал тоа околу Јас во околината. останав имунот и Се верувам дека е обидуваа обратно. дека нема да Велс ќе не здроби во Скопје. Белгија ќе не здроби во Скопје. Со Белгија таму, леле, да си земеме уште еден авион за головите, како што ни се случи пак во Кардив. Немојте да ми го земате правото и не ви дозволувам бе. Не дозволувам да ми го земат правото да верувам дека во Америка можам да гледам мојата репрезентација. Доста веќе да бидеме, дајте малку да го кренеме моралот. Тие што сте си негативци и песимисти, бидете си далеку од нас. Бидете си далеку од нас. Јавноста сака и ние што веруваме сакаме позитивни луѓе околу нас. На позитива им треба на децата на фудбалерите на теренот. Замисли кога ќе ги прочитаат сите тие негативни коментари, што барате, што одите, што треба да истрчаат да играат. Па срам да ви е. Па зашто ние сме го мразеле Милевски? Ние не го мразиме Милевски. Апсолутно, го почитувам. И за тоа што го направил, па и до сега, до последното. Головите ќе се паметат или ќе се заборават, поразите високи ќе се паметат или ќе се секој има заборават. право да го памети некоја јавна личност по добро, по лошо или по негово. А ако јас го паметам Драган Канатларовски Цапар, мој долгогодишен пријател и другар со кој сум играл заедно фудбал во младинските категории на Пелистер и Штипска Брегалница, по поразот од Андора. По тоа го паметам Цапар, не го паметам по ништо друго. И сега го мразам, го мразам јас Цапар. Зошто го мразам? Не знам зашто го мразиш. Затоа се обраќаме. Ако го паметам Сречко Катанец по неговите ступени изјави, тоа е тоа. Тој е тоа. Тоа е тоа. И сега ние сите македонски новинари како да сме од небо паднати, треба да ги голтаме неговите небулози. Така е. Пас не да сум го критикувал, сум го рибал. Па така е. Сега зошто го критикуваме Благоја Боби Милевски? Па објаснуваме зошто. Ти да го имаш пехарот пред раците и да дозволиш некој да ти го земи да не се бориш до крај. Па ќе го држам вака и ќе се борам до крај додека не паднам. Фудбалерите беа по-позитивни од Милевски во своите изјави. И затоа тука завршува нашиот став кон тоа. Немаме намера веќе да објаснуваме дека ние не го мразиме Милевски, дека ние не поддржуваме ниту едно име од оној што ќе биде следниот селектор. Важно ли е името кој ќе биде? Важно е да не се однесува исто така. Важно е да го внесе тој оптимизам кај во јавноста. Важно е да излезе и да каже дали тој верува дека можеме да победиме Така Данска е. која играла на 5 светски првенства. Ете, играла и сега. Така е. Тоа е нашиот став и тоа е поентата на нашата вечерашна емисија. Психологијата е многу важна работа во спортот. Благоја Милевски немаше потребна психологија ако имал за фудбалерите, не знам, верувам дека имал, немал за јавноста, немал за сите нас кои што требаше да доаѓаме на стадионите и да го полниме градски со Велс и против Белгија, купувајќи карти, како беше тогаш со трагедијата Кочани, сега се присеќам, кога се делеа картите по училишта, по луѓе и по организации, значи немаше реална публика која што ќе даде, не е важно колку пари, само да биде таму на стадионот и да ги поддржи. Не е проблемот таму, проблемот е на Фудбалската федерација, селекторот кој ќе дојде идниот, ирелевантно кој ќе биде, како ќе се вика, треба да добие поддршка од сите.
Така е. Сите ние кои сме некој дел учествуваме, партиципираме во оваа атмосфера, во таа борба за бараш, за пласма на светско првенство. Па и вие публиката, сите кои сметаме дека знаеме фудбал и дека ја сакаме репрезентацијата, а поголем дел сме такви. Треба да веруваме и да ја дадеме својата поддршка, да се бориме до крај. Еве, има позитивни коментари, одиме во Копенхаген. Така беше, да навиваме. Значи, ја не се сомневам дека ќе има македонска поддршка нашата репрезентација. Не е Копенхаген. Зошто не можеме ние да бидеме како босанците? Зошто не можеме ние да летнеме до Копенхаген и ако е стадионот условно кажано 50.000 гледачи собира, да има 10.000 македонци. 25 нека бидат наши бе. Зборувам хипотетички за да се разбереме. Босна е толку многу добра што вака гази, па може и да не се пласира. Па не е битно дали еве против Велска игра. Еве да се надобрзам и селекторот на Босна, Сергеј Барбарес го критикуваат. Го критикуваат исто. И сега го мраза Сергеј Барбарес или му велат, имаше историска шанса директно да се пласираш да израдуваш нацијата. Ја имавме и ние. Ма за истото збориме. Ја имавме и ние. Кој може тоа да го разбери добро, кој не може да го разбери? Негов проблем. Нека не ми зборува негативно, нека не ми биде деструктивен кога е мојата репрезентација во прашање. Така е. И тоа е тоа. А вие можете да си сакате, да си мразите, да си поддржувате имиња на фудбалски тренери и селектори, да не ги поддржувате. Ваш проблем. Ние стоиме за секој кој што ќе има изграден став позитивен, кој што верува дека можеме да летнеме за Америка. Толку, тоа е. Те молам, одјави. Тоа е нашата емисија поддршка за новиот селектор на фудбалската репрезентација Македонија, поддршка и за одговорните во Фудбалската федерација на Македонија кои треба да го смена тој курс и да бидеме малку поживи, поактивни, пооптимисти, поагресивни, не знам кој друг збор да го употребам, да гризаме, да живееме за тоа, да останеме без сон овие 3-4 месеци и како ќе заврши на крај таму на Паркен стадионот во Копенхаген на 26 март. Кој знае? Само Господ знае. Па само Господ знае. Лайк и сабскрајб, ако ни ја давате поддршката, ако не ни ја давате, нема лайк и сабскрајб. И без навреди, до скоро. Ние сме позитивни и веруваме дека можеме да одиме во Америка.